Психолози, педагози, социјални работници од битолските училишта, Центарот за социјални работи и други колективи се обучуваа како да ја помогнат на заедницата да се справи со траумите кои се последица на големата трагедија во Кочани. Од психолошкото советувалиште на Битолскиот универзитет, кои се организатори на работилницата, велат дека иако населението од Пелагонискиот регион не е директно погодено, сепак сите сме засегнати од ситуацијата. Емоциите веќе ги гледаме, кои се тоа си еден страв за собствена безбедност, да не ми се случи мене, на моето дете, на моето внуче, еден страв од сигурноста која што ја имаме во државата. Меѓутоа, она што ние сакаме всушност да поттикнеме се тие здрави снаги во личноста, значи отпорност или резилиентност, за да можеме да излеземе од оваа ситуација најдобро како што знаеме и да ваквите ситуации понатака не се повторуваат. Се уште сме во првата фаза на шок, тага и гнев, а потребата од психосоцијални интервенции е огромна. Неопходно е да се разговара, луѓето да не ги потиснуваат емоциите и да се уважи сечие мислење, советуваат психолозите. Да им се даде можност на сите да разговараат за ова. Многу е важно луѓето да си го изразат своето мислење, да ги изразат своите емоции, да ги споделат меѓусебно, за да видиме дека ние не сме сами, ние луѓе во Кочани не се сами, дека сите се очувствуваме. Така да тоа е, мислам, една од работите да се разговара и да се уважат сите мислења, да кажеме, и емоции кои што се јавуваат сега во оваа ситуација и кои што сте прилично тешки. Значи да не ги потиснуваме, ако сме тажни да плачеме се, тоа е, мислам, во оваа ситуација, да не викаме аме добро доста више или така. Какви мерки ќе преземе државата по трагедијата во Кочани, такви ќе бидат реакциите на граѓаните, велат експертите. Додаваат дека довербата во системот е комплетно изгубена и ќе треба долго време и многу работа и на властите, и на службите за ментално здравје да се врати надежта, но и чувството на сигурност. И се уште сме во најраната фаза во вакви кризни ситуации. Меѓутоа, сега понатаму, полека треба да работиме сите од многу аспекти, и властите, и стручните служби за ментално здравје. Секој кој може во заедницата да помогне, треба да работиме за да ја вратиме полека надежта и чувството на сигурност. Тоа многу ќе зависи и од тоа како државата ќе се справи со овој настан. Целокупно, и од правен аспект, и од аспект на превентивни мерки преземање понатаму, кои промени ќе се случат во општеството. Тоа народот ќе реагира на тие мерки. Ако тие мерки кои се преземени, народот не е задоволен од тоа, значи може гневот да се зголеми. Воспротивно, доколку мерките се соодветни, природно е во заедницата полека гневот да спласнува, да се прифаќа, да си продолжи животот со нормален тек, сите институции да функционираат како што треба и долго време ќе треба за да се врати довербата во системот. Таа е многу изгубена, комплетно е уништена. Како да се работи со луѓе кои не се директни жртви на катастрофи е нешто што недостига во тренинзите на психолозите, педагозите, социјалните работници и други членови на стручните тимови. По ова иницијатива на УКЛО разбуди голем интерес кај нив за тие да можат да дадат стручна и професионална поддршка на сите кои после 16 март имаат потреба од тоа.